Imam staro ogledalo, 3 veka preživealo, voramka pozlatena, so slika zamatena. Da znaje da razkažu vam, što se to videlo, romani bi napišalo, filmovi bi snimilo. Ogledaj se u mene, kako ogledalo. Ogledaj se u mene, kogo bistro jezero. Ogledaj se u mene, za da vidiš koja si. Ogledaj se u mene, za da vidim da li moja si. Oči crni maslinki, sini zeleni urokljivi, beli zabi nasmejani, pusti solzi prolejani. I koga misliš na desno, gleda na levo. I ti što misliš pretesno, to gleda široko. Ogledaj se u mene, kako ogledalo. Ogledaj se u mene, kovo bistro jezero. Ogledaj se u mene, za da vidiš koja si. Ogledaj se u mene, za da vidim da li moja si. Da li moja si. Ja sam ti ogledalo, od svegde što te gledalo, koga legnuvaš na večer, koga se budiš na utro, i koga pisma pišuvaš, koga gosti dočekuvaš, koga se oblekuvaš i koga se soblekuvaš. Ogledaj se u mene, kako ogledalo. Ogledaj se u mene, kovo bistro jezero. Ogledaj se u mene, za da vidiš koja si. Ogledaj se u mene, za da vidim da li moja si. Da li moja si. Огледало Владко Стефановски, конечно една убава работа во ова 2020 година, која што беше навистина тешка и која што добро е што изминува. Тоа е албумот на Владко Стефановски, Тафталиџе Шафал. Го имаме Стефановски на линковска линија. Владко, добро дојде во студио 10.
Добар ден, голем поздрав до вас и до сите гледачи ваши на телевизија 24. Вистинско освежување, а не одморивте малку и од Бугарија и од COVID-19, само што не побудалевме. Јас само не знам од каде вие ја собравте силата да седнете во студио, да се затворите и да го направите ова дело, кое што има 9 песни, кое што гледам дека изби на првото место на листата на најпродавани албуми во Хрватска, оставајќи ги зад себе Црвена јабука и Габи Новак. Па за успехот не можам да зборам, можам да зборувам за процесот на производство на овој албум. 10 месеци го работевме, се затворивме во студио, и онака бевме затворени, барем решивме да бидеме од некаква корист, барем јас решив да бидам од некаква корист и да се обидам од себе да извадам некакви слики од младоста, од детството и да ги преточам во музика и во текстови. Тафталиџа Шафл е за среќа испадна концептуален албум. Сите песни се некако поврзани, сите се однесуваат на мојата младост, на моето детство, на моето гледање и живење во Тафталиџе повеќе од 50 години, на моето, како да кажам, можам да бидам хроничар на оваа населба, затоа што ја знам од првиот момент па до ден денес. Знам како се градеа бараките, како се градеше инфраструктурата, улиците околу, градинките, училиштата. И знам сега што се случува со Тафталиџе, со сите овие пренатрупани градби една преку друга. Тоа е тоа. Можам да напишам есеј или книга за оваа населба, ама наместо есеј или книга напишав албум. Пусто Тафталиџе што се претрафи од менување на улици, од менување на Мексичка во не знам како беше, веќе го заборавив името, од оние високо градби за кои што вие говорите. Добре, велам што најдовте простор. Сега вака, значи имате состојби кои што се поприлично неубави, значи COVID-19, бегате од вести, не сакате да се обременувате проблеми со Бугарија и влегувате во студио, и каде ја наоѓате мотивацијата? Па ја никош не се мотивирам од секојдневните настани или од актуелните настани. Никош не ми се инспирација, никогаш. Мене ми се инспирација работите кои успеваат да sedimентираат, малку да се сталожат и она што ќе остане како импресија. Зборувам за 70-тите години, за 60-тите години, за 80-тите години. Можам, многу ми е јасна сликата. Се што не требало да се запамти, отпаднало. Се што требало да се запамти, сум го запамтил и евентуално сум го преточил во некој текст или во некоја песна. Таман работа, ја не сум политички коментатор, нити сум колумнист. Обично колумнисти се занимаваат со секојдневни настани. Па некој пат ги предвидуваат настаните, некој пат ги предвидуваат со голема прецизност, а некој пат ги промашуваат катастрофално. Така што целиот оптимизам или песимизам на сегашната состојба го оставам да помине. Мислам, треба да се случи некаква кондензација, треба да се идеите да се сталожат пред да ги преточиш во нешто вредно, во нешто што евентуално треба да потрае подолго време. Иначе можеме ние да коментираме, сега можем да напишем и за COVID песна и за нашата општествено-политичка ситуација, ама тоа не е тоа мојот стил, не е тоа мојот начин. И би било многу добро заедно со Теодосија да седнете заедно да направите, па да ставите крај на сите оние македонско-бугарски, како се вели, се шегувам. Ако ми веруваш, 20 години соработувам со Теодосиј Спасов, ни во еден момент не сме имале никаков проблем, нити пред, нити после концерт, нити за време на концерт, никаква провокација на тема Македонија-Бугарија, никаква. Дури јас имав идеја, верувај ми, може да звучи утопистички, ама имав идеја, јас и Теодосиј да организираме вечера за председателите, за бугарскиот и за македонскиот. Значи, ние да ја частиме вечерата, за евентуално ако имаат што да испеглаат, а имаат многу,
да се обидеме, да бидеме спонзори на една таква средба. Знам дека звучи тоа наивно, ама не е лоша идеја. Не, идејата е одлична, неверојатно, инаку верувам дека тама работа да седите со Теодосиј Спасов и да разговарате за политика, кога можете да создавате вакви вистински ремек дела. Не. Знаеш што, ние музичарите на вистина, може би звучи патетично, ама јас стварно се обидувам да правам нетворкинг, да градам мостови, културни мостови, уметнички мостови и људски мостови. Не мислам дека е кузне колкава мојата улога и значење, не мислам дека воопшто дека сум кузне колку значаен. Ама во тоа она малку што го правам од патувања, контакти, комуникации, навистина правам еден нетворкинг на луѓе кој мислам дека е многу корисен. Верувам дека секој еснав, секој занает си прави нетворкинг кој ги поврзува занаетчиите од разни области, вклучително и политичарите, само што политичарите имаат друг, како да кажам, со други алатки се служат, они други методи имаат. Знаете, во последно време се заинтересирав за биографиите на некои значајни политичари. Сега ќе почнам да ги читам, веќе ја почнав да читам биографијата на Винстон Черчил, во светло на онаа серија Краун на која се навлеков деновиве. А иначе ја добив неодамна на подарок некоја книга за младоста на Фидел Кастро. Така интересни се тие биографии на големите лидери или на големите луѓе. Така што сепак мислам дека сум музичар и дека ми е тоа работата и најдобро е преку музика да се обидам да поврзувам, не да раздвајам. Тоа е и целта на музиката, а во тоа се гледа и големината на еден врвен уметник или врвни уметници како вас и како Теодосиј Спасов. Таталиџе Шафл практично представува една, како велите вие, изворена колекција на вокални и инструментални теми на Владко, низ кој бојата на неговата гитара е нешто кое што вечно останува во меморијата на слушателот. Албумот содржи 9 теми и мене ми се многу интересни насловот на самите траки, на самите песни ми е многу оптимистички. Тафталиџе Шафл, Фанки Џанки, Игранка, Гаража и се некако тоа како што видите вие враќа назад во тие 70-ти. Јас ги фатив 80-тите, средината на 80-тите, а учев од 70-тите. Тие ми ја лектира практично. Не враќате назад во едно убаво време и мислам дека светот се враќа назад во тие убави времиња. Кога неаме добра сегашност или ако сегашноста е климава, ќе мора да се враќаме назад за да бараме некаква утеха или некаква, како да кажам, мораме да се послужиме со носталгија за да повлечеме малку енергија од тоа време. Ја лично ја повлеков енергијата од 70-тите години за да го направам овој албум. И Гаража, и Игранка, и Фанки Џанки. Се сеќавам на многу добро на моите пријатели, на моите другари, на моите бендовски музичари со кои сум настапувал по бендови, со кои сум израснал фактички заедно. Многу интересни ликови имаше Скопје во тоа време и многу интересни рок бендови и групи со кои разменувавме и опрема, и идеи, и со кои се расправавме кој бил подобар гитарист, кој албум бил подобар од која група е поголема од која. Тоа биле кршење копија секоја вечер. Така што тоа беше едно многу шармантно и возбудливо растење во една многу, да кажам, безбедна средина. Ние дури кога бевме бенд, ние можевме да спиеме на било која бензинска пумпа низ Југославија. Сега е тоа незамисливо. Сега или ќе те украдат тебе, или ќе ти украдат колата, или ќе ти обијат колата, или без разлика каде си. Мислам, сега е опасно да се спие по бензински пумпи. Сакам да кажам, ја не сакам да ги глорифицирам тие времења, нити да ги идеализирам. Такви биле какви што биле, ама мене ми пасувале. На мојата младост тие времења ние израснавме, мојата генерација израсна во некој стварно вистина добри времења. Така што не е лошо човек да се наврати да напише песна и за Гаража, и за Игранка.
првите игранки во гимназијата Ѓорѓе Димитров на кои сме свирале, сум свирал со моите први групи, на кои сум ги запознал првите згодни девојки. Не е лошо човек да се наврати и да ги поврзе сите тие импресии во едно вакво парче, на едно вакво издание како што е Тафталиџа Шафл. Ама убаво е вака низ еден носталгичен дискурс практично, кога се обидуваме да го вратиме вистинскиот систем на вредности кој што е тотално пореметен и генерално на светско ниво и практично било која се обидувам да бегам од политика, например, читав еден коментар зашто децава слушаат сега тоа што слушаат таа турбо фолк музика и кога ќе ги погледнете нов концепт на основно образование, спојуваат, например, не знам, еднаш во 3 недели уметност, карикирам сега, не знам како беше музика, уметност. Практично некако не ги задојуваме децата од самиот старт со она што е вистинска уметност, музика. Таков ми е некако впечатокот. Па, мислам, сигурно, мене ми е поразителен податокот дека нашиве деца се најлоши во Европа по математика. Не сум бил ни ја добар математичар, сум имал кецови по математика во гимназија, ама тоа е поразително. Тоа значи дека децава ништо не учат. А сега, поготово со овој ковид, пропуштени години, ова е цела година пропуштена во образование, сите се понављачи фактички. Сега сите деца се понављачи, пошто не учеа ништо. За мене концептот на онлайн учење, мислам, јас сум многу скептичен кон тој, да бидам искрен. Не постои, не можеш ти да научиш на онлайн ништо. Директен контакт со наставник, професор, директна концентрација 1 час 45 минути, да. А вака, ако можеш онлайн, ти за време на часот да идеш да си свариш кафе, да идеш до тоалет 2 пати, да пуштиш вести во меѓувреме дека професорот ти предава, или да гледаш на интернет, на Инстаграм, да гледаш колку лајкови си добил, тоа не е образование. Не, изменето... Образование подразбира фокус. Така, изменето е дефинитивно фокус. А мене, ако ме прашате лично, за мене има 3 дисциплини кои се најважни во образование. Ако мене ме прашате, ако сум ја некој креатор на образовниот процес, мислам дека се најважни музичко, ликовно и физичко. Тие 3 предмети се за мене најважни. А тие се фрлени тотално на страна, како небитни. Физичко е многу важно, спортови и рекреација. Ликовно подразбира и перцепирање на светот. А музика се разбира, музика подразбира, има една книга која се вика Моцарт ефект. Музиката те прави, ти ја развива емоционалната интелигенција, која често пати ја занемаруваме. Не постои само математичка интелигенција, постои и емоционална интелигенција, која ја развиваме слушајќи и свирајќи музика. Така што се разбира дека јазиците се многу важни, јазици, и се разбира дека и природните науки, математика, биологија, физика се многу важни, ама овие експерименти што ги прават, ќе пробаме сега вака, па ќе пробаме така, па ќе осмениме реформа во образование, па ќе пробаме вака, може би ова ќе упали, па болонјски систем може би ќе упали, па да пробаме Кембридж систем може би ќе упали. Тоа се све експерименти кои не носат квалитет на долги стази, според мене. Така е. Ајде да се вратиме на музикава. Во албумот, реков, има 9 numери, учествуваат и Никола Ристановски, Диран Тавитјан, Кирил Џајковски, кој дадал свој придонес и печат на албумот. Бек вокалите се на Адријана Јаневска. Чинам дека и вашиот син заедно со Кукич се дел од ова издание. Како успеавте сето тоа да го склопивте, го имавте, јас се сеќам дека кога ве барав за интервју, велите сега влегувам да правам албум и практично албумот е правен од јануари до октомври, ако не се лажам, годинава. Го имавте целиот концепт во глава, апропо сите гости кои што се појавуваат во албумот? Немам ништо однапред спремено, не. Немам ништо однапред. Влегувам во студио и се пуштам влегувам во ладна вода, пливам во еден океан
и не знам каде ќе испливам. Тоа стално е така. Мислам, почнуваш да работиш и полека се отвараат идеи, се отвараат работи. Текстовите ги напишав во април, мај, јуни ги завршив. За 3 месеци, мислам, и претрпеа многу измени. Меѓутоа, и тие гости, еден по еден ми доаѓаат како идеи дека може би треба овој да свири на оваа песна, може би овој на онаа. И притоа контакти со луѓе кои ќе те потсети некој дека е тука присутен, па ќе му се јавиш, ќе направите соработка. Углавном онлайн, зборам за размена на фајлови. Фајловите ги разменувавме преку интернет. Една од корисните придобивки на интернетот е тоа што можеш да праќаш фајлови лево-десно, без да бидеш физички присутен во нечие студио. Можеш да му гостуваш или некој да ти гостува. И тоа беше супер можност да соберам таков број на луѓе. Со никој скоро не се видов. Се гледав често со син ми Јан, и поради тоа што живееме заедно, и поради тоа што работиме заедно. Со Иван Кукич во кај мене во студио и со Андријана Јаневска. Со другите не се гледав. А од друга страна, многу ми е драго што овие Иван Кукич и Јан Стефановски, ова име деби албум, ова име, како да кажам, на голема врата влегуваат во светот на музиката и во светот на популарната култура. И уште еден носталгичен дискурс кој што мене ми е поприлично емотивен, тоа е објавувањето на албумот. Курација Рекордс иначе стои зад албумот, ќе го објави на винил, и тоа е еден носталгичен дискурс во целата оваа ситуација. Се враќа винилот повторно во мода, и гледам дека луѓето ги бараат оние грамофони, повторно се продаваат. Да, и тоа е многу интересен тренд. CD-ите скоро да се умрени, а винилите се враќаат на голема врата. Сите аудиофили, сите на кои им значи музика, купуваат винили. Сега нарачав, еден пријател ми го донесе од Италија новиот албум на Брус Спрингстин на дупли винил. Мислам, па дури и некој мој Сейри е објавен на винил. Албумот Крушево е објавен на еден многу луксузен винил. И сега го чекам Тафталиџе Шафл исто така да дојде винилно издание. Тоа е тоа, ако сакаш да имаш музика која ќе ти остане и која ќе ти значи, треба да ја имаш на винил. Јас во моментов имам во употреба во два грамофона, во 2 соби различни, така што само винили слушам. Уметноста, музиката претрпи многу со овој COVID-19, да се надеваме дека 2021 година ќе не врати повторно назад по салите, по оние концертни дворани, да можеме малку да уживаме, бидејќи некако почнавме поприлично да се оттуѓуваме. За празниците претпоставувам нема каде да се оди. Владко Стефановски ќе биде во Скопје дома. Која е пораката која што ќе испратите за крај на овој разговор, бидејќи се подготвувам уште еднаш да ја пуштам огледало, како една парадигма, како еден синоним, сите да се погледнеме во огледало и да видиме кои сме, што сме, дека не сме баш многу и ние сјајни во целата ова ситуација и во целото едно вакво човештво кое што е поприлично злобно, не знам зашто. Човештвото е збунето, може би не е толку злобно. Човештвото е збунето. Има многу сиромашен свет, има многу обесправен свет, има многу неправди на оваа планета. Ја читам онаа книга, ја прочитав онаа книга Сапиенс од Јувал Ноа Харари. Сапиенс, и сега ја читам втората книга негова, која се вика Homo Deus. Ние сме еден чуден вид. Човечкиот род е една чудна појава на оваа планета и не треба да не чуди ништо. Све што направивме, сами сме и заслужни и виновни. Се што ни се случува, се однос кон природа, екологија, политика, економија, за се сме самите виновни и се разбира за врвните дострели самите сме заслужни. Што би им посакал на вашите гледачи и на нашите граѓани пошироко, би им посакал прво да го сочуваат здравјето, второ да се, не знам, да се вратат малку, да се свртат кон самите себеси и кон своите блиски.
и да се свртат кон природата. Тоа е најдобро што може да направи. Ја се повеќе време поминувам во природа и само тоа ме инспирира и само тоа ми дава некако енергија. Инаку урбаните средини, медиумите, електронските играчки, тие се само едни големи потрошувачи на нашата енергија и на нашиот, како да кажам, на нашето постоење. Повеќе добра музика, повеќе добри книги, евентуално добри вина и добра храна и многу здравје и многу среќа во новата година, со надеж дека ќе се вратиме на сцените, во театрите, во концертните сали и во спортските сали. Да сме живи и здрави, ќе видиме. Благодарам што бевте дел од Студио 10. Благодарам, Мишко, голем поздрав до целата ваша екипа и уште еднаш до вашите гледачи. Владко Стефановски, гостин во Студио 10, направивме една поинаква презентација, промоција на албумот Тафталиче Шафал, кој што е навистина исклучителен и баш со еден таков носталгичен дискурс. Овде завршуваме, почитувани, како што најавив, за крај ви оставам повторно да уживате во огледало за кој што има и видео издание и мислам дека е време на крајот од 2020 година сите да се погледнеме во огледало и да видиме што можеме повеќе да направиме ние за човештвото. Имајте убав ден. Имам старо огледало, 3 века преживеало, во рамка позлатена, со слика заматена. Да знае да раскажува, што се тоа видело, романи би напишало, филмови би снимило. Огледај се во мене, како во огледало. Огледај се во мене, како бистро езеро. Огледај се во мене, за да видиш која си. Огледај се во мене, за да видам дали моја си. Очи црни маслинки, сини, зелени, урокливи, бели заби насмејани, пусти солзи пролеани. И кога мислиш надесно, тоа гледа налево. И ти што мислиш претесно, тоа гледа широко. Огледај се во мене, како во огледало. Огледај се во мене, како бистро езеро. Огледај се во мене, за да видиш која си. Огледај се во мене, за да видам дали моја си. Дали моја си. Јас сум ти огледало, од сегде што те гледало. Кога легнуваш на вечер, кога се будиш наутро, и кога писма пишуваш,